Откако малолетникот Дојран беше каснат од поскок и пренесен на инфективната болница во Скопје, докторите апелираат родителите да внимаваат каде се движат нивните деца. Со пристигнувањето на летото заживеа и природата, па така змиите се почесто се појавуваат во дворовите, па дури и во домовите на граѓаните, особено во руралните предели. Се препорачува да се избегнуваат високите треви. Зоологот Војо Иванов вели дека како жителите навлегуваат подлабоко во природата, така ќе се доближат и до опасностите од неа. Предупреди да не користат превентивни отрови како сулфур, бидејќи само загадуваат. Го прашавме што да се направи доколку некој е каснат од змија. Мој совет кога одите во природа, не се трудете да толкувате, може да е отровна, може да не е отровна. Не барајте војаклија за да ја средите работава. Оставете на тоа дека змијата може да си го продолжи патот, одминете ако технички тоа е изводливо, ако не, земете стапче, буцнете на било кое место од телото, преместете ја на другата страна од патот и продолжете си го патот. Најлошата варијанта е да ја удрите заради тоа што многу често луѓе знаат да не ја познаваат анатомијата на тело на змија. Многу често слушам дека змија нема коска. Како нема коска? Има рбет, нели? Исто како и нашиот рбет, ако тој се повреди, секако дека остануваме хендикепирани, така и змија. Ако вие тргнете да ја удрите, го прекинувате рбетот и вие имате хендикепирана змија. Змија во количка во природа не постои. Значи таа змија секако дека е осудена и тоа на болка и на смрт. Не пробувам да ја представам змијата како нешто волшебно и дека нели е преубаво. Јас ги сакам, не мора сите да ги сакаат, ама мора да ги почитуваме. Тие се дел од еден синџир на исхрана во природата кој што е многу важен и по мене нема потреба, никогаш змија нема да тргне да ве напаѓа ако нема потреба. Значи, ако тргнете сега да ја стапнете, да ја стиснете, да ја фаќате за глава, секако да ќе ве касне. Значи, што поголема, тоа подобро, заради тоа што тогаш сигурно е смок. Отровните се секогаш помалечки. Ги има во Скопската околина, ги има и низ Македонија, Прилеп, Охрид. Да речеме во Скопската околина. Ги има секаде, нема правила. Најчесто ага. матка, ако одите секако дека ќе видите на камењата некоја од шарин. Во случаеви веројатно кога се работи за старо изнемоштено лице, премногу мало дете, слаби луѓе, посколку тишарката одредени змии можа да направат на одредени луѓе или жртви во овој случај, некаков проблем. Поранливи категории на луѓе во однос на каснувањата. Повозрасни луѓе. Повозрасни и деца. Да. Од друга страна, многу често, например, луѓе на планина кои што веќе изоделе, дехидрирале, ама пак ќе речем, не сакам да ме сватат погрешно, не сакам да навлезам во медицинскиот дел, ама од искуство велам дека од прилика тие се тие ризични категории. Доколку се случи напад од змија, подскок или шарка, медицинските лица предупредуваат да не се паничи, но веднаш да се оди на лекар.